Правичните анализи по соопштувањето на резултатите кои ги правеа политичките аналитичари и представници на партиите одат на линија дека Стево Пендаровски предноста ја стекнал во општините со помал или поголем процент на албанско население, односно во западниот дел од државата. Во некои од нив бројките се немилосредни на адреса на Селјановска Давкова. Например, во Липково за Пендаровски гласале 1669, а за Селјановска Давкова само 9 избирачи. Во Желино за Пендаровски 878, а за Давкова 15 гласа. Во Боговиње 1547 за Пендаровски, само 21 за Давкова. Во Тетово Пендаровски остварил предност од речиси 3000 гласа, а во Дебар со односот 3160 наспроти 875. Резултатите велат дека во овие средини значајна улога одиграле гласовите на Дуи, чиј консензуален кандидат е Стево Пендаровски. Гледано пак по број на општини, кандидатката подржана од ВМРО-ДПМНЕ е остварила убедлива победа, бидејќи на истокот, например, таа ги добила сите, освен Берово и Делчево. Сличен е со односот и во скопските општини. Како што стојат работите во вториот круг, двата политички блока ќе водат жестока битка, правенствено за зголемување на излезеноста и фаќање на цензусот од 40%, а потоа и за гласовите на Влерим Река, подржан од опозицијските БЕСА и Алијансата за албанците.